Добро утро, уште еднаш поздрав. Овој пат од болницата Плодност во Битола ни следува светската недела посветена на доењето, а на оваа тема ќе зборуваме со специјалист доктор Маргарита Камповска, педијатар неонатолог. Сите знаеме дека мајчиното млеко е идеалната храна за правилен раст и развој на бебињата, а самиот чин на доењето има многу големи придобивки како врз бебето, така и кај доилката. Добро ви утро. Добро утро, ви благодариме за поканата. Кои се придобивките од доењето за самото бебе, а кои за мајката? За придобивките од мајчиното млеко и од доењето би можеле долго време да зборуваме, затоа што постојат многу истражувачки центри кои што секојдневно носат нови информации за сите состојки на мајчиното млеко. Пред се би збореле за придобивките кај новороденчето, значи новороденчето добива една совршена течност, би ја нарекле, која што има извонредно голема хранлива вредност, идеално приспособена за дигестивниот тракт на истото. При тоа, карактеристиките на мајчиното млеко се менуваат секој ден од после породувањето, точно корелираат со потребите на бебенцето и со големината на желудникот, со сите гастроинтестинални ензими, течности и сокови кои што учествуваат во дигерирањето на истото. При тоа новороденчето добива една храна која што многу полесно ја дигерира, многу помалце имаат тие новороденчиња бебешки грчеви или инфантилни колики кои што ги нарекуваме ние, педијатрите, редовна столица, мирен сон и идеално напредување во телесна тежина, кое што е изворедно битно за растот и развојот, поготово првите месеци на новороденчето и доенчето. За поголем процент на воспоставување на доењето и реализирање, значи, на новороденчињата да го примаат мајчиното млеко, кое што е идеално створено точно секое млеко за бебенцето на таа мајка, по принцип на баркод, според најновите истражувања. Во таа борба, да речам, затоа што е многу тешко и многу треба да ги поддржиме мајките кои што се току-што породени, имаат хормонален дисбаланс, стрес, дали правилно ќе го дојат, дали правилно ќе напредува, треба да ги издвоиме неонатолошките сестри, неонатолозите. Токму поради тоа ова е иницијатива и на неонатолозите од Сдруженијето на неонатолози на Република Македонија. Во таа борба учествуваат и матичните педијатри, затоа што нашите мајки им е потребна многу голема поддршка во процесот на воспоставување на доењето. Првите недели, денови се најтешки, а потоа веќе успеваат да го спроведат доењето во правилни насоки. Исто така е битно да имаме поддршка од татковците. Според една студија што излезе од Холандија, баш ми беше интересна, затоа издвојувам, холандјаните направиле испитување за тоа колку ставот на татковците влие и на успешноста на доењето и добиле изворедно интересни резултати за тоа дека доколку мајката има поддршка од таткото за доењето, тоа во многу голем процент ќе биде повеќе успешно отколку татковци кои што не го поддржуваат доењето. Доктор Маргарита, ќе преминеме на неколку практични совети. Обично некои мајки велат дека додека дојат, немаат добар апетит и слабо јадат. Дали тогаш мајчиното млеко е хранливо? Едно правило треба да го знаат сите мајки кои што планираат да дојат. Не постои неквалитетно мајчино млеко. Не постои неквалитетно мајчино млеко. Исхраната итекако е битна на мајките. Токму апетитот е променлив, не секогаш немаат апетит. Од прво немаат апетит, потоа знаат да имаат и повеќе апетит. Меѓутоа во цел период на доење ние препорачуваме поддршка со витамини, минерали, најчесто оние витамини кои што се ги примаат за во текот на бременоста, ги препорачуваме и после тоа. Секако треба да биде квалитетна исхраната, да е богата со свеж зеленчук, овошје и протеини. Во никој случај не препорачуваме неквалитетна храна внесување, затоа што тоа е докажано дека го менува квалитетот на млекото. Меѓутоа, во никој случај да не се сомневаат во квалитетот на своето млеко.
Што кога мајката доилката мора да пие некоја медикаментозна терапија, што да се прави во тој период со млекото? Во контекст на медикаментозната терапија, порано бевме многу по крути, да речам, и кај многу поголема листа на лекарства го прекинувавме доењето. Сега добиваме секојдневно нови информации врз база на мерени вредности на лекарствата во крвта на бебенцата во текот на периодот на лактација кога мајката ги земала лекарствата и се добиени за чудувачко ниски вредности, како резултат на што многу е намалена листата на лекарства при кои што прекинуваме доење. Значи, можем да кажам дека многу почесто воспоставуваме доење, така да мајките да се апдейтираат треба за кои лекарства, во кои дози, со неонатолозите и со матичните педиатри. Дури и за заразните болести, порано бевме многу покрути, сега и кај мајки кои што добиваме хепатит Б позитивни конкретно, значи апсолутно е дозволено доењето. До која возраст на бебето или детенцето е препорачано да се дои? Мајчиното млеко, уште еднаш ќе кажам, представува совршена течност од природата. Значи, додека мајката има млеко, тоа треба да се дои. После 6-тиот месец од животот на доенчето, ние препорачуваме вклучување на дохрана, кашички, зеленчукови и овошни, така да тогаш ни е на втор план мајчиното млеко, меѓутоа не препорачуваме да се прекинува доењето. Освен хранлива вредност, мајчиното млеко има имунолошка функција, со која што се пренесуваат антитела спрема сите болести кои што мајката ги прележала, така да новороденчето си добива и низа други бенефити, токму поради тоа го препорачуваме доењето додека мајката има млеко. Би сакала да дадеме и некој совет за оние мајки кои што би сакале да дојат, но од оправдани причини не можат да дојат. Да дадеме некој совет за да немаат грижа на совест. Да, значи доколку се направил соодветен обид за воспоставување на доењето и мајката нема млеко, значи сме имали и ние такви случаи, воопшто не треба да очајува мајката, затоа што имаме адаптирани млека, низа на предобро, најблиску доближени до мајчиното млеко по карактеристики, значи обработено, адаптирано кравско млеко, со кое што ќе го храни своето новороденче до 6 месеци и понатаму. После првата година, доколку се во можност, со исти тие адаптирани формули, си ги имаме до 6 месеци единица, од 6 месеци до година двојка, над година тројка адаптирано, до 3 години, со тоа што не ни менува количеството на млеко, значи максимум 500 мл треба да внесува после 6 месеци бебенцето во дневната исхрана, а се друго отпаѓа на другата храна која што има уште поголема хранлива вредност за истото во тој стадиум од развојот. Ни останува време да одговориме уште на прашањето што кога ќе се престане со доењето или пак со адаптираното млеко, потоа треба да се премине на какво млеко? Потоа преминуваме на свежо кравско млеко, кое што во почеток треба да се разредува 2/3 вода, 1/3 кравско млеко, одреден период, па потоа 2/3 кравско млеко, 1/3 вода и на крајот се преминува на свежо кравско млеко. Дали треба да се свари? Да, апсолутно треба да биде термички обработено за да го исклучиме присуството на патолошки микроорганизми во истото. А водата дали треба да се преврива? Водата, доколку се користи вода од водовод, секако треба да се преврива, затоа што таа земани примероци имаат различно присуство на микроорганизми во неа. Ни останува уште минута, ако излеземе надвор од темата, да одговориме на прашањето кога треба да биде на бебето првиот контакт со сонцето и колку долго? Сонцето представува од една страна, значи треба да го пазиме новороденчето и доенчето од сонцето, меѓутоа треба да ги издвоиме и неговите позитивни влијанија кај истото. Така да ако зборуваме за класично сонце и летување на море, би препорачале после 6 месеци, доколку претходно инсистираат родителите да го однесат своето доенче на море, тогаш треба да биде надвор извадено до 10 часот и после 5 попладне, да носи тенок слојна памучна облека, фактори кај толку малечки до 6 месеци
па и не препорачуваме многу мачкање, туку повеќе механичка препрека од сончевите зраци, како чадорче, капче, наочарчиња и памуч, еден слој памучна облека која што ќе го штити. Доброто време, добрите услови, сонцето, планината, како што му делуваат позитивно на родителите, така и на малите доенчиња и деца. Доктор Маргарита, мислам дека дадовме многу убави совети. Ви благодарам за утринското гостување на Македонската телевизија. И ова на тоа беше се од ова јавување од болницата Плодност.